Почитувани гледачи, добре дојдовте во саботното издание на Урбаните вести. Еве ги насловите за денеска. Општина Ѓорче Петров започна со ветените реконструкции на улиците. Се гради канализациона мрежа во Кадино. Утре во градскиот парк ќе се одржи првата женска трка. Пушењето може вистински да го оштети организмот. Локалната самоуправа од општина Ѓорче Петров остана доследна на заложбите да се извршува ветената програма од предизборната кампања, со која ќе се подобрат условите за живот на граѓаните. Улицата 50 во населбата Кисела Јабука доби нов асфалт, а на улицата Ѓорче Петров во близина на очната болница се поставуваат нови павер елементи. Ивана Митковска. Старо новиот градоначалник на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски започна да ги реализира проектите предвидени во изборната кампања, поплочување и асфалтирање на улиците низ урбаниот и руралниот дел од општината со цел подобрување на животот на граѓаните. Деновиве беше завршена реконструкцијата и асфалтирањето на улицата 50 во населеното место Кисела Јабука. Должината на улицата изнесува 478 метри и ширина од 4 метри. Оваа улица во руралниот дел од општината претходно доби и реконструирана канализациона и водоводна мрежа, па со асфалтирањето целосно се заокружува комуналната инфраструктура на истата. Нови павер елементи се поставуваат и на кракот од улицата Ѓорче Петров, во близина на очната болница. Улицата е долга 130 метри, а широка 3,5 метри. Градежните работи на овие две улици во општината Ѓорче Петров ги изведуваат фирмите Гранит и Трансмет, а средствата се обезбедени од буџетот на општината. Оттаму известуваат дека во наредниот период ќе почне и акција за асфалтирање на повеќе улици низ општината, како што беше ветено во изборната програма. Градежните екипи од општина Илинден интензивно работат на изградба на два сегмента од канализациониот систем во населените места Кадино и Илинден. За оваа цел набавени се и две пречистителни станици што ќе бидат инсталирани во Илинден и Кадино, со што ќе се пуштат во функција и овие два сегменти од канализациониот систем. Капиталниот проект изградба на фекална канализација за прифаќање и третман на отпадните води продолжува да се реализира во општина Илинден. По изградбата на првиот сегмент од фекалната канализација во должина од 5700 метри со пречистителна станица за 1250 еквивалент жители во населеното место Марино, градежните екипи се насочени кон изградба на два сегмента од канализациониот систем во населените места Кадино и Илинден. Деновиве се работи на кракот од канализациониот систем кој почнува на улицата 11 во Кадино, чија должина изнесува 2800 метри. Средствата за изградба на овој крак од фекалната канализација се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски, како грант од Европската инвестициона банка. Во ова населено место досега се изградени 1146 метри од канализациониот систем, а набавени се и две пречистителни станици што ќе бидат инсталирани во Илинден и Кадино, со што ќе се пуштат во функција и овие два сегменти од канализациониот систем. Станува збор за пречистителни станици кои се комплетно автоматизирани и представуваат модуларни системи кои што зафаќаат мал простор, имаат мала потрошувачка на електрична енергија и може да се надградуваат во согласност со зголемувањето на капацитетот на еквивалент жители. Прочистената вода е со висок квалитет и може да се користи за наводнување на површините. Целиот систем за прифаќање и третман на отпадните води на територија на општина Илинден се состои од 24 сегменти, кои што се целосно независни еден од друг. Службата за општи и заеднички работи на владата на Македонија бара проектантско биро кое што ќе го изработи идејниот проект, ревидираниот основен проект, проект за илуминација и проектот за усогласеност, менеджер план за новата административна зграда што ќе се гради на местото на постоечкиот геолошки завод. Сите заинтересирани субјекти може да ги достават своите понуди најдосна до 30 април. Проектната документација ќе се создаде врз основа на идејното архитектонско решение за реализација на новиот државен објект, изработено од страна на авторот Жарко Чаушевски.
Новото здание ќе биде високо 25 метри, при што во рамки на предвидените приземји и 6 ката ќе се простира канцелариски деловен и комерцијален простор со површина од 8027 метри квадратни. Во него е планирано да се сместат вработените од Државниот завод за ревизија, Геолошкиот завод на Република Македонија и акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, додека останатиот дел ќе биде наметнат за комерцијални и деловни дејности. Сите девојки и жени без разлика на возраста и физичката подготвеност утре се поканети да истрчаат еден круг околу градскиот парк со цел да ја согледаат важноста од физичката активност. Повеќе детали од прилогот на Елизабета Дамјановска. Во организација на Сојузот на спортови на Скопје, утре ќе се трча во градски парк. Станува збор за еден навистина несекојдневен настан наречен женска трка, кој пак е дел од промотивните трки на Скопскиот маратон 2013. Сите девојки и жени, без разлика на возраста и физичката подготвеност, утре се поканети да истрчаат еден круг околу градскиот парк со цел да ја согледаат важноста од физичката активност. Женската трка оваа година ќе се одржува за прв пат, а интересно е тоа што нема да има надпреварувачки карактер, односно сите учеснички трката ќе ја завршат како победници, истакна директорот на Скопски маратон Кире Синадиновски. За прв пат во Скопје, мислам во Македонија, ќе се одржи женска трка, значи таа ќе биде посветена само за жените, значи учесници ќе бидат само жени. Идејата за оваа женска трка ми дојде минатата година кога бев на еден конгрес во Прага, од кога започнала да речем таа борба на жените за да влезат во тоа маратонско трчање, им било дозволено за прв пат да трчат. И токму Кетрин минатата година во Прага имаше своја презентација, каде што на еден начин долови колку е добро, значи жените што повеќе да бидат вклучени во трчањето, во спортот. Стартот ќе биде кај школка, а ќе се трчаат 1000 метри. Патиката ќе биде означена и обележана со конуси и траки, информираат организаторите. Целта на првата женска трка е да се мотивираат припадничките на женскиот пол од сите возрасти, активно да се вклучат во физичките активности, како еден од начините да се спречат голем број заболувања. Добро познатиот саем за вработување и кариера Job Fair ќе се одржи и оваа година во организација на БЕС Скопје, борд на европски студенти по технологија. Настанот традиционално се одржува по 9-ти пат, а главната цел е поврзување и овозможување директен контакт помеѓу студентите и македонските компании. Почнувајќи од 22 до 24 април, студентите ќе имаат шанса да го достават своето CV, да разговараат директно со представници од компаниите учеснички, да присуствуваат на едукативни презентации, односно да направат чекор поблиску до својата кариера. Овој настан представува најдобар начин како студентите подобро да се информираат за своето посакувано работно место, пракса и стипендии за додипломски и постдипломски студии. Од друга страна, Job Fair за компаниите представува одлична шанса за таргетирана промоција, информирање и истражување на идната работна сила во Македонија, како и проширување на кадарот во сопствените компании преку интерес за вработување на студентите кои оставиле CV. Одредени компании ќе имат и можност за презентација на сопствената компанија и споделување на искуства и совети кои ќе ги поттикнат студентите да вложат повеќе труд и време во градењето на својата кариера. Пушењето е најчеста причина за рак на белите дробови, рак на усната празнина на грлото, но причина и за други малигни заболувања, како и за кардиоваскуларни заболувања, срцев и мозочен удар. Пушачите на цигари заболуваат 25 до 30 пати почесто во споредба со непушачите. Колку повеќе луѓе се откажуваат од пушењето, стапката на белодробниот карцином кој се јавува кај пушачите ќе опаѓа. Андреја Димитриевска. Пушењето е штетна навика која доведува до зависност. Пушачите често велат дека пушењето ги смирува, особено кога се наоѓаат во некоја стресна ситуација. Луѓето пушат кога се вознемирени, кога се во исчекување на некоја вест, кога се нерасположени или осамени. Но често луѓето пушат и кога се чувствуваат задоволни, кога се на прослави и во друштво со своите пријатели. Тешко е да се разбере како цигарите можат да имаат двојно дејство, односно да во исто време
ги смируваат луѓето и да ги направат побудни и поконцентрирани. Ова се објаснува со фактот што во димот на цигарите се наоѓаат околу 4000 различни хемиски супстанции. Некои од овие хемиски супстанции предизвикуваат ослободување на природни седативи, а други пак ослободуваат природни стимуланси во мозокот. На тој начин овие супстанции влијаат на однесувањето на човекот. Често се зборува дека пушењето доведува до зависност. Никотинската зависност започнува тогаш кога се пуши редовно. Колку подолго се пуши, толку повеќе цигари се трошат на ден. Толку е потешко и откажувањето од цигари. За жал и покрај бројните информации за штетноста на пушењето, голем број тинејџери започнуваат да пушат. Често постои мислење меѓу младите дека пушењето е доказ за нивната зрелост, која тие сакаат да ја покажат пред другите, посебно пред своите пријатели, но треба да се знае дека пушењето може вистински да го оштети организмот. Пушењето е најчеста причина за рак на белите дробови, рак на устната празнина, на грлото, на голтникот, но причина и за другите малигни заболувања, како и за кардиоваскуларни заболувања, срцев инфаркт и мозочен удар. Пушењето е главен фактор за ризик на настанувањето на ракот на белите дробови. Околу 90% од белодробните карциноми кај мажите и околу 83% кај жените се предизвикани од тутуновиот дим, било да е тој внесен активно, преку пушење или пасивно, преку престојување во простории каде се пуши. Пушачите на цигари заболуваат 25 до 30 пати почесто во споредба со непушачите. Ризикот за настанување на ракот на белите дробови се зголемува со бројот на дневно испушените цигари, време траењето на пушењето, возраста кога започнало пушењето, длабоко вдишување на тутуновиот дим, поголемата количина на катран и никотин во цигарите. Лицата кои се откажале од пушење имаат помал ризик да заболат од белодробен карцином отколку ако продолжиле да пушат, но нивниот ризик е сепак поголем од кај оние кај непушачите. Колку повеќе луѓе се откажуваат од пушење, стапката на белодробниот карцином кој се јавува кај пушачите ќе опаѓа. Околу 97% од карциноми на гркланот се предизвикани од тутуновиот дим. Голем процент од туморите во устната празнина се предизвикани од тутуновиот дим. Хемикалиите кои се наоѓаат во тутуновиот дим ја оштетуваат слузницата на устната шуплина и голтникот. Така ракот на дојката е почест кај пушачи отколку кај непушачи. Пушењето е фактор на ризик и на настанување на рак на мочниот меур, ракот на бубрегот, на панкреасот, на хранопроводникот, на дебелото црево, на црниот дроб, на женските генитални органи или рак на грло на матката. Пушењето може да го зголеми ризикот и за појава на многу други немалигни заболувања. Зголемен ризик на кардиоваскуларни и мозочни заболувања. Долгогодишните пушачи почесто страдаат од хроничен бронхит, емфизем и други заболувања на системот за дишење. Пушењето го намалува капацитетот на белите дробови. Што следува понатаму во саботното издание на вестите гледате во продолжение. Спорт. По 400.000 евра ќе добијат фудбалерите на ПСЖ доколку ја освојат титулата во француската лига. Актуел, Том Круз си подари авион на неговата ќерка Сури. По 400.000 евра ќе добијат фудбалерите на ПСЖ доколку ја освојат титулата во француската лига 1. Спортските вести се веднаш по рекламите.